Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Шефицата на американската дипломатија во Нигерија САД ги деконтаминираат областите во Виетнам погодени со портокаловиот агенс, речиси 4 децении по Виетнамската војна. Јули 2012, најтопол месец од кога се мери температурата во САД. Еве ги најновите вести. Американската државна секретарка Хилари Клинтон е во Нигерија на средба со председателот Гудлак Џонатан, кого Human Rights Watch го повика да се справи со насилството, што го врши исламската милитантна група Боко Харам и злоупотребите и корупцијата на неговите сили за безбедност. Клинтон ќе продолжи африканската турнеја со посета на Гана. По речиси 4 децении од завршувањето на војната во Виетнам, САД започна деконтаминација од хебрицидот портокаловиот агенс, што го употребува во потрага по комунистичките сили на земјата. Заедничкиот проект започна денес со расчистување на наслагите од отровната хемиска супстанца диоксин во поранешната американска воздушна база Дананг. Јули 2012 беше најтопол месец во САД од 1895 од кога се мерат температурите во земјата. Просечната температура била 25,3 степени Целзиусови. Властите сметаат дека климатските промени се фактор за рекордот. Средношколецот Остин Виршк од сојузната држава Висконсин повторпат победи на годишниот национален шампионат за брзо испраќање текст пораки преку мобилен телефон во Њујорк. 17 годишникот доби награда од $50,000 за која вели дека ќе употреби за натамошно школување. Може би затоа што се одржуваат на секој 4 години, Олимписките игри привлекуваат многу гледачи кои не жалат пари во живо да ги проследат надпреварите. Ова е привок од Лондон за, како што некои го нарекуваат, олимпискиот ефект. Лондон деновиве. Илјадници допатувале од најразлични места, за да следат спортови што довчера може би и не ги следеле. Наречете олимписка грозница или олимписки ефект, сеедно. Се чувствувате како олимпиец со самиот факт што сте во Лондон. Многу убаво, возбудливо. Број 1 настан во светот. Може да видите надпреварувачи од сите земји. И домаќините, британците, уживаат во привилегијата да следат надпревари на само една-две станици со метрото. Сакав да бидам дел од Олимпијадата во Лондон. Се случува еднаш во животот. It's really about inspiring the next generation, I think. Навистина се работи за инспирација за следната генерација. Британскиот новинар Ендрю Греј известувал од Олимпијадата во Атина и во Сиднеј. Пишува блог за ефектите од Олимпијадата. Се работи за неповторливоста на Олимпијадите. Еднаш на секои 4 години, но и еднаш во животот, како искуство. Тоа е голема мотивација. Дали потикнат од емоциите или рекламирањето, помлакиот почеток, олимпискиот дух како да зајакнува во Лондон. Welcome to the London 2012 Olympics. 歡迎來到倫敦2010年奧林匹克。 Sveiki atvykę į Londono 2012 metų Olimpiadą. Без разлика на кој јазик кажано. Bienvenidos a London 2012. London 2012'ye hoş geldiniz. Mabuhay sa London 2012 Olympics. Londra'ya hoş geldiniz. İnşallah çok iyi vakit geçirirsiniz. Herkese iyi eğlenceler. Александрија Harmonizers. Машки хор во кој нема старосна граница. Тука пеат и оние со 19 и оние со 83 години. Ке ги најдете во Александрија, недалеку од главниот град Вашингтон, место што плени со имиџот на старо градче. А таму веќе 6 децении оваа музичка група ги прави улиците распеани. 1, 2, 1. Hey baby, you don't have to be alone. Pick up and dial that telephone and wait. 100 мажи во оваа соба на возраст од 19 до 83 години и сите имаат пасија за пеење. Секој вторник навечер, уште од крајот на Втората светска војна, групата се собира на проба. Џо Серути е диригент на Александрија Harmonizers.
The Alexandria Harmonizers are a men's a cappella chorus. Ние сме машки, а капела хор. Пееме различни стилови на музика. Джек Пицер се зачленил на 23 годишна возраст, сега е 70 годишник. We've managed to sing at some very wonderful places like the Kennedy Center and Carnegie Hall. Пеевме на многу прекрасни места, како центарот Кенеди, Карнеги Хол, Конститушен Хол, Врховниот суд. We have students, we have retired military folks. Во хорот има студенти, пензионирани, но и активни армиски лица, владени службеници, учители, пожарникари, секакви професии. Тоа не прави уникатни. Иако ниту еден не е професионален музичар, хорот има победено на 17 меѓународни надпреварувања и 4 светски првенства. Се финансира првенствено од настапите. Неодамна Harmonizers настапија во Александрија, изведбата како и секогаш со кореографија. Председателот на групата Стив Мурейн вели, тоа додава на забавата. Секогаш кога ќе настапиме, како да не е доволно, сакам повторно да пееме, изворедно чувство. Утре во Newsflash, улогата на аеродромите во ширење на зарази и пандемии. Ново истражување на Институтот за технологија во Масачусетс. Има ли простор за стравување? Не пропуштајте утрешната емисија. Лос Анџелес, Њујорк и Хонолулу. Аеродромите во овие градови поранливи на зарази од другите. Гледајте во утрешен Newsflash. Го гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com. А станете наш пријател на Facebook. Пријатна вечер. Се гледаме утре.